Почитувани граѓани, волкот го менува влакното, но не и карактерот. ВМРО-ДПМН беше и остана партија на криминалци кои во политиката се влезени само да се збогатат на сметка на граѓаните. Џабе се надеваа граѓаните, кои во огромен број го гласаа ВМРО-ДПМН, дека можеби е ова некое ново, променето ВМРО-ДПМН. Така лажеше Мицковски. ВМРО-ДПМН е само обична криминална група, која ги злоупотреби чувствата на граѓаните за да се докопаат до власт, за потоа да може да тераат како најдобро што знае, богатејки се на нивниот грб. Генералниот секретар на владата, Игор Јанушев, е еклатантен пример на вечен криминалец во политиката. Човекот кој беше осуден на 5 милионски криминал во ЈСП, денес е прв човек во владата после Мицковски. И што може да се очекува од осуден криминалец, освен да продолжи онаму каде што застанал? Граѓаните се во шок и не веруваат од последната информација која споделија медиумите, а тоа е дека Јанушев, замислете, добил на поклон градежно земјиште во сред центар во вредност од 325.000 евра. Вакво первезно легализирање на криминално стекнатоите пари досега не е забележано во македонската политика. Ова е за златен медал. Не може ништо различно да се очекува од Јанушев, кој еднаш е веќе осуден криминалец. Дали овој човек е промената која ВМРО-ДПМН ја вети? Дали институциите ќе реагираат? Очекуваме да КСК и јавното обвинителство итно, повторувам, итно, да го истражат овој голем поклон кој ете така случајно се падна баш кај Игор Јанушев. Оваа влада е владата која во најкус рок ги разочарала граѓаните. Не поминаа ни 30 дена откако седнаа во фотелите, а веќе докажаа дека се далеку полоши од било која власт на почетокот на мандатот.